На второ место се наоѓа екипата на ЕПЕ со 18 бода и надпревар помалку, оној кој денеска ќе го одигра против Гранит. На трето место е Студент Термос со 16 бода и надпревар помалку. Четврто Гранит, 14 бода и надпревар помалку. Да ви ги кажам составите на екипите кои ќе ги гледаме на денешнава средба. Екипата на ЕПЕ од Скопје ќе настапи во состав Горан Матевски, Сашко Тодосиев и Божидар Генчев, а за екипата на Гранит ќе настапат Гоце Тошевски, Славко Ефремов и Милан Петрески. Го слушавте поздравот на екипите противнички на денешната средба. Инаку ние поголем дел од овој пренос ќе обрнеме внимание токму на оваа дерби средба од 11-тото коло, додека од време на време ќе се вклучуваме и на соседниот ринг, каде што реков силите ќе ги одмерат екипите на Студент Термо од Скопје и Борец Бипром од Тито Велес. Прва сингл средба во денешниот меч меѓу ЕПЕ и Гранит ќе биде дуелот меѓу Горан Матевски и Гоце Тошевски, па додека обајцата играчи се загреваат и нешто повеќе за нив. Горан Матевски е роден на 17 август 1964 година во Скопје. Со пинг-понг почна да се занимава на 15 годишна возраст по пинг-понгарскиот клуб Скопје од Скопје. Има освоено 5-то место на републичко јуниорско првенство, а најголем успех 2-ро место на отвореното првенство на Македонија за јуниори. Со 18 годишна возраст Матевски се враќа во преоѓа во пинг-понгарскиот клуб Работнички од Скопје, а во 1990 година преминува во новоформираната пинг-понгарска екипа, пинг-понгарскиот клуб ЕПЕ, каде што настапува во првата екипа и има голем удел во освојувањето на првото место 3-2. Три спрема 3. Три спрема 4. Три спрема 5. Четири спрема 5. Четири спрема 6. Промена на сервисот 6 спрема 4. 5 пати ќе сервира Горан Матевски. 6 спрема 5. 7 спрема 5. 8 спрема 5. 9 спрема 5. 10 спрема 5. 4 поени освои во овој турнус, да така кажам, Матевски. Промена на сервисот, сервира Тошевски. 5 спрема 11. Спрема 12. 6 спрема 12, по подлога пауза Тошевски освојува поен. Шест спрема 13. Седум спрема 13, 6 поени предност за Матевски, кој сега е на сервис.
Очигледно Матевски ја подобрува својата игра во вториот сет и се наоѓа пред израмнување. 13:8. Очигледно е добрите познавачи на пинг-понгот го забележаа секако тоа во вториот сет. Тошевски покажува осетна слабост при приемот на сервисот, а тоа е она најосновното во пинг-понгот. Матевски тоа барем за сега го користи на најдобар можен начин, што го покажува и резултатот. 14:8. 14:9. Четиринаесет спрема 10. Четиринаесет 11, промена на сервисот 11-14, сервира Тошевски. 12-14. Тринадесет-14. Станува возбудливо, Тошевски успева да се приближи, го израмнува резултатот. Да се посетиме, Матевски водеше дури со 6 поени разлика, но сега е 14-14. 14-15 по подолга пауза, поен за Матевски. Ново израмнување 15-15. Сервира Горан Матевски, член на пинг-понгарскиот клуб ЕП од Скопје. Петнаесет 16. Прво водство на Тошевски во вториот сет. Ова се сега решавачките поени. Гледате, нашиот реализатор Зоран Нефовски ви го покажува, може би досега еден од најубавите поени. 16-16. Грешка почетничка овој пат на Тошевски, водство на Матевски. 17-16. Навистина интересна завршница на овој втор сет. 18-16. Да се посетиме првиот 21-10 го доби Тошевски. 18-17. Промена на сервисот. 17-18. Сервира Тошевски. 17-19, невнимание, ја остави слободна десната страна Тошевски и 2 поени предност за Матевски. 18-19. Се чини погрешно игра во овој втор сет Тошевски, бидејќи се стекнува впечаток дека единствено со офанзивна игра, како во првиот сет, може да дојде до победа. Непотребно го смени стилот на играта. 19-20. И 20-20. Значи вториот сет ќе се игра на разлика. Реко, според она што досега го видовме, со офанзивен стил на игра Тошевски би можел да дојде до победа, како што впрочем направи во првиот сет. Поен за Матевски, 21-20, сервира Тошевски. Ново израмнување, 21 спрема 21. Лесно дојде до овој поен Тошевски. Сет меч топка. Не ја користи првата сет меч топка. Ново израмнување 22 спрема 22.
Сервира Горан Матевски. Повторно водство за Тошевски. Втора сет меч топка во овој сингл дуел. Ново изравнување 23-23. Сервира Матевски. И трета сет меч топка ќе има сега Тошевски, води 24-23. Ја користи, значи третата се покажува среќна во случајот на Тошевски, 25-23. 2:0 во сетови, 21-10 по првиот, 25-23 во вториот. Пинг-понгарскиот клуб Гранит поведува со 1:0 во натпреварот од 11-тото коло на првата пинг-понгарска лига на Македонија. А во вториот сингл дуел силите ќе ги одмерат Сашко Тодосиев, член на пинг-понгарскиот клуб ЕПЕ, и неговиот противник Славко Ефремов, член на пинг-понгарскиот клуб Гранит. На Ефремов. – 17-16 по подлога пауза водство на Славко Ефремов, член на Гранит. Изравнување 17-17. Промена на сервисот 17-18. Сервира Сашко Тодосиев. Солидни 2 поени предност за Ефремов во финишот на првиот сет. Сега голем фикс. Го промаши топчето Ефремов, 18-ти поен за Тодосиев. Го видовте, тоа уште еднаш 18-19. Изравнување 19-19. Прва сет топка за Ефремов. Изравнување 20-20. Интересна борба во првиот сет во мечот меѓу Тодосиев и Ефремов. Интересни овие двајца играчи. Многу добро се познаваат, впрочем, како и што ви кажав на почетокот, пред почетокот на овој нивни дуел, тие се поранешни клубски другари, заедно настапуваат во пинг-понгарскиот клуб Кочани, од каде што и потекнуваат и каде се родени. Интересна борба, 21-20 води Ефремов. Уште едно изравнување, 21-21. 22-21 води Ефремов, член на Гранит. Сервира Тодосиев. Уште едно изравнување, 22-22. И трет пат во овој дуел, како се игра на разлика, водство минимално за Ефремов, сервира Тодосиев. И трето изравнување, 23-23. Голема борба за првиот сет во втората сингл партија од мечот ЕПЕ Гранит.
Успешен смеч на Ефремов, 24 спрема 23. Уште едно изравнување, четврто во овој прв сет. 24 спрема 24. Навистина и обајцата пинг-понгари се одликуваат со солидна брзина и прегледност. Да можеме да кажеме дека сепак техниката на удари е послаба страна и на Тодосиев и на Ефремов. Прво водство, од како се игра на разлика овој пат за Тодосиев и прва сет топка. 21-16. Гранит води натаму со 1-0. Ги гледате тренерот на Гранит Гаджовски и Милан Петревски, еден од надпреварувачите, го советуваат Ефремов како да продолжи во третиот сет. Двот меѓу ЕПЕ и Гранит, тоа е средбата меѓу Милан Петревски, член на пинг-понгарскиот клуб Гранит, и Божидар Генчев, инаку бугарски интернационалец, член на пинг-понгарскиот клуб ЕПЕ од Скопје. Според пинг-понгарските познавачи, а секако и љубителите на спортот, кои го пратат пинг-понгот, ова ќе биде најинтересната партија во овој дуел на ЕПЕ и Гранит. Се работи за двајца пинг-понгари со голем број титули во поединечна и екипна конкуренција. И навистина ќе биде интересно да видиме како ќе заврши нивниот дуел, додека го гледате нивниот договор со главниот судија на мечот Апостол Пандилов. Да ви кажам дека во меѓувреме заврши и третата сингл партија од мечот Студент Термо Борец Бипром. Велешаните успеа, благодарејќи на Попов, кој го совлада Жоговски со 2:1, да го намалат резултатот во мечот на 2:1. Значи Студент Термо води против Борец Бипром моментално со 2:1, а на средбата која ја следиме, го следите загревањето на преверувачите од третата сингл партија. Лево на вашите екрани Милан Петревски, член на пинг-понгарскиот клуб Гранит. Десно на вашите екрани Божидар Генчев, член на пинг-понгарскиот клуб ЕПЕ. Нешто повеќе за обајцата на преварувачи. Милан Петревски, реков лево на вашите екрани, е роден на 2 ноември 1959 година во Прилеп. Го гледате Петревски. За Гранит настапува веќе 13-та година, имено од 1980 година е член на овој клуб. Има освоено голем број титули, 8 пати републички сениорски првак во поединечна конкуренција и еден од најуспешните пинг-понгари на Македонија на сите времиња. А има освоено меѓу другото и 7 титули републички сениорски првак во машки и мешани двојки. Што се однесува пак до неговиот противник, Божидар Генчев, од Народна република Бугарија, роден е на 6 јануари 1948 година во Габрово. Кариерата ја започнува на 12 годишна возраст во пинг-понгарскиот клуб Јантра од Габрово, каде што настапува 3 години, а потоа преминува во пинг-понгарскиот клуб Спартак од Пловдив, каде што настапува се до 1968 година. И за тој период успева да стане прва јуниорски првак на Бугарија за 1964 година. Исто така има освоено и трето место во екипната пинг-понгарска лига на Бугарија како член на Спартак од Пловдив, а од 1969 година како студент на економскиот факултет студира и игра во градот Свиштов за пинг-понгарскиот клуб Академик. Член на Академик до 1977 година, каде што клубот се напреварува во втората лига, а со негова помош Академик влегува во првата лига и успева 4 пати да триумфира во пинг-понгарската лига на Бугарија. Значи секако овие податоци кои ви ги кажав доволно зборуваат дека се работи за доста квалитетен пинг-понгар кој представува столб на пинг-понгарскиот клуб ЕПЕ од Скопје. Најголем успех на Генчев кој го гледате со својот тренер секако е титулата сениорски првак на Бугарија освоена 1975 година. Интересно е во тој период од 10 поземни турнири ширум Бугарија триумфирал дури на 7. Навистина секако
Верувам дека нашите гледачи ќе присуствуваат на мощен и интересен дуел. Сервира Милан Петрески, реков еден од најуспешните пинг-понгари на Македонија на сите времиња, член на Гранит. 1:1. Наспрема 1 води Петрески. Нец. Спрема 2. Три спрема 2. Спрема 3 го видовме можеби најубавиот ден во ова пинг-понгарско попладне во салата на основното училиште Лазо Трповски. Водство на Генчев 4-3. Убав поен на Петрески. Спрема 4, обрнете внимание на сервисот на Генчев, кој може да го одлучи овој дуел. Петрески се изборува за петиот поен по двата турнуси. Израмнето 5:5, нова серија од 5 сервиси за Милан Петрески. Пет спрема 6. Исто така, нашите гледачи секако ќе го забележат и карактеристичното држење на рекетот од страна на Генчев, кој представува нерешлива загадка за своите противници. Имено во досегашниот дел од првенството на првата пинг-понгарска лига, Божидар Генчев нема доживеано ниту еден пораз. 7:7. Промена на сервисот. 8:7 сервира Генчев. 8:8. 8:9. 8:10. 8:11. Највисока предност за еден од натпреварувачите во досегашниот дуел. Води Петрески со 3 поени. 9:11. Промена на сервисот. 11:9. Ќе сервира Милан Петрески. (12:9). Спрема 9. Го зголемува Петрески своето водство, сега 4 поени разлика. 14:9. Аплаузи за Петрески, според она што за сега го прикажува потполно заслужено. 15:10. Промена на сервисот. 10:15. Ќе сервира Божидар Генчев. (16:10). 16:11. 12:16. Според она што досега го прикажува Петрески е многу подобар отколку во нивниот последен меѓусебен дуел. Се сеќавате пред
еден месец имавте можност на нашите екрани да го следите финалниот меч на отвореното првенство Гранит Опен 92. Во тоа финале Генчев беше поуспешен од Петрески со 3:1. А еве во првиот сет Милан Петрески води со 17-13. се јавуваат и навивачите на ЕПЕ. Навистина голем интерес предизвика ова дерби средба на 11-тото коло од првата пинг-понгарска лига на Македонија. 17-16 во првиот дуел, во второто коло ЕПЕ беше поуспешен и победи со 6:3. Три поени го делат Петрески од освојување на првиот сет. Барем за сега успева да се задржи до столот Петрески, што е негова шанса за да го добие дуелот со Генчев. 19-16, промена на сервисот, 16:19. Петрески 16-20, прва сет топка. Се јавуваат навивачите на Гранит. Заслужени аплаузи за најдобриот пинг-понгар на Македонија. 17-20. Првиот поен за Милан Петрески, победува со 1:0 во сетови во третата сингл партија од мечот ЕПЕ Гранит во дуелот против бугарскиот интернационалец Божидар Генчев, член на пинг-понгарскиот клуб ЕПЕ. Го гледате уште еднаш последниот поен од првиот сет, со кој Петрески победува со 1:0. Го гледате Милан Петрески, ќе повторам уште еднаш, столб на пинг-понгарската екипа на Гранит, поточно на целиот клуб, кој е формиран 1976 година и во досегашната историја пинг-понгарскиот клуб Гранит, благодарејќи пред се на Милан Петрески, ја има освоено 6 пати титулата сениорски екипен првак на Македонија, а 8 години оваа екипа се надпреваруваше во бившата втора сојузна лига на бивша Југославија. Започна вториот сет, води Генчев со 2:0. Сега веќе 3:0. Четири спрема 0. Пет спрема 0. Успева Генчев да ги реши сите своји 5 сервиси во своја корист. Промена на сервисот 0:5, сервира Петрески. 1 спрема 5. Се чини најважно е во овој дуел Петрески да се ослободи од комплексот Генчев, кој го прати во овие 2 сезони од како Генчев настапува во Македонија. Доколку успее во тоа, Петрески е на добар пат да ја донесе поен на својата екипа. 2 спрема 6. 3 спрема 6. Четири спрема 6. Според она што досега го гледаме, се работи за изедначени пинг-понгари. Ќе повторам уште еднаш, секако ќе одлучи смиреноста на Петрески. 7:5.
Водство на Генчев. 8-5. Осум 6. 9-6. Непотребна нервоза сега кај Петрески. Промена на сервисот. 6-9. 6-10. Морат повеќе да се активира на самата маса Петрески. Нешто слично како во првиот сет кој го доби. Сега 6-11. 6-12. Седум 12. 7-13. Промена на сервисот. 13-7. Ова е 13-тиот поен на Генчев, кој сега сервира. Тринадесет 8. Четиринадесет 8. Петнаесет 8. Успеа да се одлепи Генчев, води со 7 поени. 15-9, според она што имав прилика да го видам на турнирот Granite Open, се чини шансата на Петрески во изедначен резултат, да не дозволи противникот да се одлепи во тие егал ситуации. Мислам дека тој има предност, но Генчев еве се повеќе се оддалечува, води веќе со 17-9. 18-9. 18-10. 11 поен сега за Петрески. 11-18. 12-18. Деветнаесет 12. 19-13. 20-13. 21-13. Непотребно Петрески, што е очигледно, покажува малодушност во овој сет, за разлика од неговиот противник Генчев, кој се бори за секој поен, нема за него загубена топка. Ќе видиме третиот сет, ќе покаже кој од овие пинг-понгари моментално се наоѓа во подобра форма. Значи 21-13 во вториот за Генчев, по првиот 21-18 за Петрески. Третиот сет ќе одлучи која од екипите ќе го преземе водството во дерби средбата од 11-тото коло на првата македонска пинг-понгарска лига. Во меѓувреме заврши и четвртата сингл партија од мечот Студент Термо Борец Бипром. Матевски со 2-0 го совлада Јанев и на тој начин го доведе својот тим Студент Термо во водство со 3:1. Пред малку говорев за екипата на пинг-понгарскиот клуб Granite, која реков има 6 пати освоено првото место во сениорска екипна конкуренција, збор 2 и за
пинг-понгарскиот клуб ЕПЕ, кој е формиран годината 90-91 и веднаш по првата сезона во втората пинг-понгарска лига на Македонија го освои првото место без пораз и на тој начин се пласира во првата лига. Годинава прв пат настапува во првата лига и барем за сега со голем успех, да повторам, по 10 изминати кола ЕПЕ има 18 бодови, значи само еден единствен пораз. Започна третиот сет, води Петрески со 2-0. 3-0. Спрема 1, промена на сервисот 1-4, добар почеток на Петрески во третиот решавачки сет. Два спрема 4. Три спрема 4. Три спрема 5. 4 спрема 5. 4 спрема 6. Не успеа да го извлече до крај овој бекенд спин Божидар Генчев. Прекратко, само во мрежичката. 6 поен за Петрески, промена на сервисот 6 спрема 4. 8-5, припоени предност за Петрески. Девет 5. И 10 поен за Петрески. 5 поени разлика, следува промена на страната во овој трет решавачки сет. За вистина добра игра на најдобриот македонски пинг-понгар. Доколку вака продолжи, на добар пат е да ја доведе својата екипа во водство со 2-1. Секако пресудно ќе биде добриот прием на сервис од страна на Петревски, што може и да го одлучи овој меч. 7-10. Така наречено свинче. Топчата ја закачи ивицата на масата. 11 поен за Петрески. 11-7. Голема грешка. 11-8. Девет, 11. 3 поени поред успеа да освои бугарскиот интернационалец, член на ЕПЕ од Скопје, намалува на 2 поени разлика. 11-9, сервира Петрески. 11-10. Изравнување 11-11. Петревски се повеќе се оддалечува од масата. Се чини тоа потполност не му одговара, така да со таков начин на игра тешко дека ќе може да го добие овој меч. Генчев прави пресврт од 11-6, поведува со 12-11. Еве го 13-тиот поен за Генчев. Задоволство сега ке навивачите на ЕПЕ. 13-11 води Генчев.
14-11. Сега се јавуваат и знаци на нервоза кај Милан Петрески. Се чини, доколку вака продолжи, тешко може да се надева на успех. Бугарскиот пинг-понгар делува доста смирено и во моментите кога Петрески водеше со 6 поени, не ја губеше вербата во успех. Реков и на почетокот, се бори за секој поен, што секако е голема предност во вакви неизвестни мечеви. 15-12, 3 поени предност за Генчев. Грешка на сервисот овој пат, 15-13. 15-14. Промена на сервисот 14-16. Гледаме на вистина добар меч, секако најдобриот во досегашниот дел од средбата меѓу ЕПЕ и Гранит. Всушност се работи и за најдобрите пинг-понгари на овие две екипи. 15-16. Израмување 16-16. Шестнаесет, 17. Шестнаесет, 18. Непотребна е ваква реакција сега на Петревски. Се чини дека доколку вака продолжи, мечот ќе биде загубен. Греши Генчев, 17-18, промена на сервисот, 18-17. Решавачки турнус од 5 сервиси, сервира Генчев. Се чини кој од овие двајца пинг-понгари ќе има поголема храброст, ќе успее да повлече појак топ спин и ќе го добие овој меч, но останува да видиме. Израмуваме 18-18. Се враќа во игра Петревски во финишот на овој сет, но сервисот, реков, е голема предност за Генчев. 19-19. Прва сет меч топка за Милан Петревски. Триумф на Петревски, 2:1 во сетови. На тој начин Петревски успева за прв пат во кариерата да го совлада бугарскиот интернационалец и на тој начин да се ослободи од